Добро, еве денеска убав прекрасен ден во срцето на Македонија овде во Велес. Поминавме по дуќаните, разговаравме со дуќанџиите, со граѓаните за економската состојба. Јас се радувам што надежта се враќа кај луѓето. Веројатното новата политичка клима полека ја враќа и надежта дека економските перспективи се враќаат во Македонија. Луѓето што продаваат очекуваат народот да има повеќе пари. Граѓаните кои што се потрошувачи по дуќаните очекуваат на вистина да има работа за младите, да има намалување на трошоците, да се враќаат парите кај граѓаните. Тоа е филозофијата на економската перспектива на Македонија. Како што знаете, иако по почетокот на првите месеци од владењето на новата власт, еве кога завршуваме веќе 3 месеци, веќе почнавме со економските мерки. Пред собранието се поднесени законите за минималната плата, која што ќе го отвори спиралите на покачувањето на платите на сите работници. Подигањето на минималната плата до 12.000 денари ќе значи дека и оние граѓани што земале 14, ќе се покачат платите, тие што земале 17, исто така ќе ги отворат сите спирали. Го поднесовме законот за стечените работници, голема неправда се случуваше си во овие години. Очекувам до крајот на септември овој закон да биде донесен, заради тоа што навистина и овие наши граѓани, кои што својот век, работен век го дале за македонската економија, конечно ќе ја добијат соодветната надокнада или надоместок кој што го заслужуваат се до нивното пензионирање. Ефтината тарифа веќе како одлука ја донесовме. Се надевам дека уште со октомвриските сметки граѓаните ќе ја почувствуваат. Покрај целосно ефтина тарифа во недела и во ноќните часови кои што досега постоеше од 22 часот до 7 наутро, граѓаните ќе може да користат ефтина тарифа и во попладневните часови од 14 до 16 часот, и тоа е многу важна работа. Заради тоа што проценката е дека некаде повеќе од 8 милиони евра ќе останат пари кај граѓаните. Тие пари ја зголемуваат нивната потрошувачка моќ, тоа се вратени пари назад кон граѓаните. Институциите веќе ги отворија постапките за скратување на одредени процедури, но и намалување на трошоците. Знам дека катастарот и другите институции веќе ги објават укинувањето на одредени давачки кои што граѓаните ги имаат. Сето тоа значи повеќе пари да остануваат назад кон граѓаните. Но најважната работа на која што сме посветени се работни места, изголемување на вработеноста генерално кај младите, но и кај севкупните невработени граѓани на оваа наша Македонија. Првите мерки веќе во септември ќе бидат објавени, а тоа е пакетот на менија за привлекување на странски и домашни инвестиции. Ке ги воедначиме комплетно сите придонеси и државни помоши за отварање на нови работни места, за отварање на нови инвестиции во Република Македонија. Конечно домашните компании ќе добијат ист третман, во некои сегменти и подобар третман од странските компании, заради тоа што веруваме дека тие имаат потенцијал за отварање на многу постабилни работни места за граѓаните. Тоа ќе значи дека секој работодавач кој што ќе отвори работно место со плата поголема од минималната, со некаде дупла од минималната плата, некаде приближно до просечната плата, ќе има можност за директна државна помош од буџетот на Република Македонија со стимулативни механизми да отвори колку што е можно повеќе работни места. Вкупно сите ресурси на државата ќе бидат насочени кон враќањето на парите кон граѓаните и секако намалување на севкупните трошоци на секојдневното функционирање на секое семејство. Македонија трасираше добри перспективи и кон Европската унија и НАТО. Тоа го препознаваат сите граѓани, но тоа не го чувствуваат веднаш граѓаните дома. Затоа главниот фокус на владата ќе биде на економските перспективи. Јас ја барам поддршката овде од граѓаните, заедно со владата на Република Македонија, со новите општини после локалните избори, да работиме на економијата, на работните места и на целосно укинување на оваа проклета сиромаштија која што ја патила целова наша Македонија. Велес е еден од најтипичните примери на градови на заменување на младите луѓе, прво во Скопје, но за жал најголем дел надвор од државата. Јас сум убеден дека сите овие млади луѓе и што заминале и што се уште се овде, а се без работа, гледат добри перспективи овде во својата земја. Тоа е главната задача на новата влада на Република Македонија.